Време е за вториот гостин во студио. Минатата недела имавме медицински сестри од клиничката болница Аџибадем Систина и го поттикнавме размислувањето за бенефитите од доењето, а сега веќе во знак на отпочнувањето на одбележувањето на светската недела за доење од 1 до 7 август, Ирена Вепелјуговска ја покани Јасна Апостолски Николов, дипломирана медицинска сестра и меѓународен сертифициран консултант за доење. Ке зборувате за настаните кои што официјално започна во рамки на одбележување на оваа недела и сите бенефити што треба да ги знаат сите едни мајки и текомни. Така е. Повелете. Благодарам многу, Оливера, за најавата. Во интерес на времето да почнеме со разговорот. Само ке додадам, има уште нешто, сертифициран едукатор за психофизичка подготовка на трудници и основач на школата за трудници и доилки, бебелогија. Така. Јасна, добро утро. Некако по традиција, еве веќе по четврти пат овој период Јасна ни е гостин овде во студиото, бидејќи токму во рамките на светската недела за доење од 1 до 7 август, која што се одбележува, организирате настана. Мислам дека оваа година по најголем број ќе има учесници и ќе биде веќе започнува официјално денеска во 17 часот во хотел Мериот. Ајде, првите 3 дена од 1 до 3 веќе е започнато. Што се случуваше овие 3 дена и да најавиме тековно што ќе се случува до крајот на оваа недела. Да, така Ирена, значи веќе 6-та година поред организираме настани за одбележување на светската недела на доење и особено ми е драго што секоја година има се поголем интерес и за посетување на настаните и за учесниците, односно предавачите кои што земаат дел од програмата. Оваа година од денес, почнувајќи од 17 часот до четврток до 6 август, сите 3 дена ќе има утрински сесии со работилници и попладневни сесии со предавања. Особено ми е драго што оваа година сме поддржани и од Комитетот за доење при Министерството на Република Македонија и од Сдруженијето на неонатолози и од Сдруженијето на гастроентерохепатолози при детската клиника. Така да си дел од нив... Значи ја препознаа веќе важноста на настана. Да. Дел од сите професори, од сите 3 здруженија ќе бидат предавачи на настанот, така да темите ќе бидат многу интересни и за идните мајки и за сегашните мајки доилки, бидејќи имаме и логопед кој што ќе има работилница, имаме и психолог кој што ќе има работилница, така да ќе бидат опфатени многу теми во целиот тој период на мајчинство, родителство и се надевам дека сите тие совети ќе им бидат од корист. Веќе знаат вашите членки на бебелогија, така и сите оние кои што ве следат, од 1 до 3 беше онлайн часови. Сега имате утрински и попладневни сесии и работилници. Ајде да ги најавиме, бидејќи она што е важно да напоменеме е дека влезот е слободен, може да учествува кој сака да се приклучи, учеството е бесплатно и се случува каде? Во хотел Мериот, ама точно каде? Настаните ќе бидат во хотел Мериот, во малата сала, точно е убаво одбележано, така што секој кој што сака може да дојде. Меѓутоа имаме пријавување онлайн, бидејќи бројот на места е ограничен, интересот е многу голем. Сигурно нема да вратиме некој кој што случајно ќе реши да дојде. Баш ќе ни биде драго ако бројката е се поголема и поголема. Утринските сесии ќе започнуваат од 10 часот до 12:30, попладневните ќе бидат од 17 до 20 часот. Секој ден имаме различни предавачи, различни теми. На социјалните мрежи, на страната на бебелогија и на страната на доење со љубов има програмата и секој може да види кој ден, кои теми се и за која работилница може да се пријави. Така, значи овдека е програмата ставена, да кажеме, да напоменеме за трудници и за доилки. Дали може да доаѓаат и татковци или само е за жени? Дали може доилките да си дојдат со своите бебиња? Да, тоа бе и дел од прашањето, дали можам да дојдам со бебето. На секој настан кога организираме вакви настани од ваков карактер, може да дојдат и бебињата и секоја година имаме бебиња кои што ни се публика, верна публика, да. Треба да дојдат и партнерите, бидејќи партнерите ни се првата линија на поддршка. Темите се прилагодени за доилките, за мајките, меѓутоа и за здравствените работници. Оно што кај нас недостасува, да, малку повеќе се едуцира здравствениот кадар. Имаме и гостин предавач од Америка,
Гостинка ќе биде и претседателката на Хрватското здружение на IBCLC, меѓународно сертифицирани консултанти за доење, плюс нашите доктори, професори, предавачи, така што мислам дека би било добро да и некој од здравствените работници биде присутен. Имаме и пријави од здравствени работници, што мене ме радува, бидејќи првите години кога организиравме немаше, сега последниве 3 години имаме и посета од здравствени работници, се надевам дека малку повеќе ќе расшириме оваа едукација за сите. Истите може да се следат и онлайн, што е особено добро за оние кои што не се од Скопје, бидејќи немаат можност да ги посетуваат со физичко присуство, меѓутоа има линкови на кои што можат да се вклучат и предавањата да ги следат онлайн. Ете така. Значи, покрај физичко присуство, може да кажете на кој сајт? Како да се вклучат онлайн? На страната на Бебелогија и на страната на Доење со љубов, на социјалните медиуми, ги има линковите. Кога они ќе се пријават за учеството и ќе напишат дека сакаат да следат онлайн, ние им испраќаме линк за следење, да. Тоа е одлична работа. Тоа е што се однесува до настанот. Ама не можеме да не го искористиме вашето присуство овде, сепак како експерт во оваа област, кој што колку години се занимавате веќе со преку 30, така? Па 25 години работам како дипломирана медицинска сестра, да. Школата за трудници и доење Бебелогија постои веќе 14 години. Часовите за психофизичка подготовка се одржуваат веќе 14 години, а 7 години сум сертифициран IBCLC консултант за доење. За доење. Значи, не можеме да имаме постручен човек овде во студиото од вас околу доењето. Ајде една порака, значи до идните мајки, до сегашните доилки. Знаеме колку е важно мајчиното млеко, меѓутоа како да си го олеснат притисокот, поготово на мајките кои што прв пат стануваат мајки, притисокот од тоа да добијат млеко. Јас мислам дека, ако грешам ке ме поправите, дека можеби се доаѓа од мозокот или не е така? И дали пусти мајка, родилка без млеко? Тоа е многу често прашање кое што го поставуваат, бидејќи е интересно, дали стварно може да нема млеко мајката. Јас секогаш го споменувам оној момент, ако постои можност да се создаде мајчино млеко кај мајка која што посвојува бебе, тогаш секоја една мајка која што го носи 9 месеци во утробата може да развие процес на лактација. Постојат и состојби каде што од X причини престанала да дои, меѓутоа потоа сака пак да продолжи со доење, па постои и процес на релактација каде што се воспоставува одново лактацијата. Секоја една мајка која што го носи во утробата 9 месеци може да развие лактација. Меѓутоа, многу е важна пренаталната едукација, да се едуцираат во текот на бременоста, за она што следува и како се развива целиот тој процес. Бидејќи они мислат дека само што ќе се породат, веднаш треба да почне да тече млекото, меѓутоа и млекото надоаѓа во неколку фази, согласност како расте желудничето на бебето. И ако они сето тоа го знаат, и знаат дека имаат некоја стручна поддршка, многу полесно ги поминуваат тие први недели, првите 4 до 6 недели кои што се клучни за развој на лактација. Ако немаме никаква представа, туку само она што ние го замислуваме за доењето, што ја стално им велам, вие имате погрешна перцепција за реалноста првите денови кога ќе дојдете дома. Они мислат дека ќе го надојат бебето, ќе го остават да спие бебето и бебето ќе биде мирно и они ќе имаат време за се, меѓутоа бројот на подоите е многу чест во првите денови. И тоа е она што најчесто им создава на нив дилема дали имам доволно млеко. Меѓутоа тоа е нормален физиолошки процес и нормален развој на тој процес на развојот на лактацијата. Честите подои значат честа стимулација, честата стимулација значи побрз развој на лактација. Колку почесто е празна зградата, толку побрзо стимулираме да надоаѓа млеко. Најтешко е за доилките во тој период и затоа тука им треба психолошка поддршка од партнерот и нормално од блиските членови на семејството. Кај некои од доилките побрзо се развива процесот, кај некои од доилките и до 8-та, до 10-та недела работиме, меѓутоа сепак оние кои што биле упорни и трпеливи, на крај постигнуваме едно ексклузивно доење до 6 месеци. Така, ексклузивно до 6 месеци, ве слушав вчера.
Според СЗО, Според СЗО, до да. 2 години може и евентуално до 3, меѓутоа Да. тоа е така еднаш во денот, чисто повеќе да се одржи врската мајка и бебе. Уште 2 минутки до крајот на разговорот, кои се придобивките од овие работилници? Зошто да дојдат доилките и идните мајки кај вас на школата? Па и татковците, зошто да не? Да. Се добро, и бабите и дедовците можеби. Ако се и тие дел од целиот тој процес. Стално ми вика, треба и бабите да ги донесеме, Вклучите. вика малце, затоа што никогаш и они знаат да направат притисок. Меѓутоа, кога ќе знаат и они некои работи, па може би полесно ќе поминеме. Јас сум имала бројни случаи каде што, нели, кога ќе одам на консултација за доење, присутни се и бабите. Кога убаво ќе ме сослушаат, тогаш разбираат дека некои работи се менуваат и од нивно време, бидејќи ова е една наука која што тековно се истражува, се менува, се додава некои работи понови, покорисни, што би биле за развој на целиот тој процес. Секогаш што едукацијата сме еден чекор понапред. Убаво е да дојдат, убаво е да посетуваат, убаво е да знаат дека и во текот на доењето може да има предизвици со кои што можат да се соочат, но тие предизвици не значат секогаш дека треба да престанат со доење, дека постојат стручни луѓе кои што можат да им помогнат да ги надминат тие предизвици, за да на крај имаме една успешна доенечка приказна. Така. Бебелогија останува отворена за сите идни мајки, за сите трудници. Немате постручен човек од Јасна Апостолски Николов, нашата денешна гостинка. Нема да оставиме цела една година да не се видиме. Ќе се видиме повторно, може да дојдеме кај вас да снимиме и прилог како тоа изгледа на лице место и секако да најавиме се што треба ви остануваме на располагање. Убаво да си поминете овие неколку дена, покана до сите трудници, до сите доилки вечерва, односно попладне во 17 часот Хотел Мериот, 4, 5 и 6 утрински и попладневни сесии. Благодарам многу. Благодарам и на вас за поддршката. Во секое време.